Добар ден на сите. Добре дојдовте на полугодишната пресконференција на Централната банка, фокусирана на најновите пролетни макроекономски проекции. Како што е вообичаено, гувернирката на Народната банка ќе даде кус презентацијски осврт на најновите макроекономски изгледи и нашите согледувања за клучните параметри, динамиката на економската активност, ценовните движења, надворишната позиција на економијата и се разбира финансиските параметри. Потоа секако отворен е простор за ваша рефлексија на презентацијата, коментари, прашања, дискусија во однос на темата. Повелете, гувернерке. Благодарам, Ана. Добар ден и од мене. Како што посочи вице-гувернерката, значи темата на денешната пресконференција е ревизија на макроекономските проекции, односно би сакале со вас да ги споделиме нашите најнови видувања за среднорочните движења во нашата економија. Секако за секоја макроекономска проекција, она што е клучно е претпоставките на кои што таа базира, бидејќи директно од претпоставките кои што ги користиме зависи и целокупното макроекономско сценарио. Оттаму, мојата проекција би ја започнала со клучните претпоставки, кои што се однесуваат и на надворешното окружување, но и на внатрешното окружување, кои што се основа и темел за тие макроекономски проекции кои што подоцна ќе ги презентира. Прво би започнала со претпоставката за понатамошно глобално закрепнување и раст на странската побарувачка, кој што е важен стимул за домашниот извозен сектор, значи и покрај одредени надолни корекции на глобалниот раст, глобалната побарувачка, се уште се очекува раст, нивен раст, но сепак овој раст е помал од тоа што беше претходно очекуван и оттаму тоа може да има соодветни надолни ризици, да креира соодветни надолни ризици врз проекциите за нашиот раст. Понатаму претпоставуваме стабилни политички услови кои ќе делуваат поволно врз довербата на нашите економски субјекти и нивните одлуки за инвестирање и потрошувачка. Наредна претпоставка е спроведување на, односно продолжување со спроведување на политики за поддршка на странски и на домашни инвестиции, што треба да представува и своевиден поттик за дополнителни приливи на капитал во нашата економија, особено во сектори на разменливи добра, кои што во основа се поповолни, со попозитивни ефекти врз нашата економија и кои што може директно да влијаат на зголемена продуктивност и конкурентност. Понатамошен раст на активноста на постојните капацитети ориентирани кон извоз, што представува еден специфичен структурен фактор на нашата економија, кој придонесува целиот овој период за солиден раст на нашиот извоз. Понатаму претпоставуваме засилување на циклусот на јавни инфраструктурни инвестиции, односно очекуваме раст по привременото намалување кое што се случи во 2018 година. И на крајот, во делот на фискалната позиција, која што исто така многу значајна претпоставка за просторот кој што го има монетарната политика и за случувањата во реалниот сектор, очекуваме да продолжи процесот на постепена фискална консолидација согласно со среднорочната фискална стратегија на Министерството за финанси. Всушност, оваа стратегија предвидува да продолжи процесот на фискална консолидација преку постепено намалување, натамошно намалување на буџетскиот дефицит, кој се проценува да достигне во 2021 година на ниво некаде околу 2%. Знаете дека минатата година остварувањата беа пониски од тоа што беа проектирани, односно беше остварен буџетски дефицит од 1,8% од БДП, а очекуван над 2%, блиско до 2,8%. Малце поконкретно во однос на надворешното окружување. За сите економии, како нашата, кои што се мали и отворени економии, надворешното окружување има исклучително значајна улога какви ќе бидат случувањата во домашната економија. Според најновиот светски преглед на ММФ, кој што датира од април оваа година, се очекува забавување на глобалниот раст од 3,6% во 2018 година на 3,3% во 2019 година, но понатаму се предвидува повторно постепено заживување во престојниот период и враќање на глобалниот економски раст на патеката од 3,6-3,7%. Забавувањето на глобалниот раст се лоцира и кај развиените економии, и кај економиите во развој,
Кога се зборува за развиените економии, ова подеднакво се однесува и на Еврозоната, Европската унија, која што е наш значаен, односно најзначаен трговски партнер, значи тука се предвидува забавување. Гледано внатре, структурно по економии, поголеми забавувања се очекуваат кај германската и кај италијанската економија. Овие глобални случувања се видливи и преку странската ефективна побарувачка, тоа е индикатор кој што ние го пресметуваме и кој што ни упатува или представува еден вид проценка на побарувачката за нашите производи и услуги на надворешните пазари. Значи, кај странската ефективна побарувачка очекуваме забавена странска ефективна побарувачка, нејзин раст од 1,4 и 1,6% во периодот 2019 и 2020 наспроти очекуваните 2% и 1,8% соодветно со нашите октомвриски проекции. Повторно и кај странската ефективна побарувачка доаѓаме до истиот заклучок, надолните ревизии во голема мера се поврзани со случувањата кај германската економија. Ризиците за проекциите на глобалниот раст, согласно со Меѓународниот монетарен фонд, се главно фокусирани надоле. Значи и покрај тоа што се направи надолна ревизија на растот, сепак и ризиците се лоцираат претежно надолни. Се во ова резимирано значи помалку поволно, но се уште би рекла поволно окружување, бидејќи се уште зборуваме за раст, но малку помалку поволно од тоа што ние го очекувавме со претходните октомвриски проекции. Исто така значајна компонента во надворешното окружување, имајќи во предвид структурата на нашата економија, се и странските, односно увозните цени. Со оглед на понискиот глобален раст, логично е да се очекува и понизок раст на странските цени, што и всушност се согледува доколку се гледаат некои позначајни за нас цени на примерни производи. Например, присутна е надолна ревизија кај цените на нафтата, значи кај нафтата релативно високиот раст кој што беше присутен во изминатите 2 години, сега се очекува пат за 2019 година, а исто така пат се очекува и за наредната година. Надолна ревизија е присутна и кај останатите енергенси, значи не само кај нафтата, туку и кај другите. Доколку се гледаат цените на храната, се забележуваат ревизии во различна насока, но со очекување за нивен умерен раст во просек. Кај металите, кои што се исто така значајна извозна ставка во нашиот платен биланс, односно во трговското салдо, има поповолни движења, односно направени се умерено нагорни придвижувања кај цените на металите. Резимирано, странската ефективна инфлација, која што представува индикатор за притисокот кој што ние би можеле да го видиме врз инфлацијата со оглед на значајното учество на увозните производи во потрошувачката структура кај нас, притисоците би можела да кажам дека се помали врз инфлацијата, но исто така и овие услови на размена, кои што генерално се поповолни, ќе имаат и позитивни ефекти врз билансот на плаќања. Што значат овие предпоставки за надворешното и домашното окружување во однос на нашата визија за среднорочни движења на клучните макроекономски параметри? Генерално би можела да кажам дека нема поголеми промени во однос на октомвриските проекции. А зошто нема поголеми промени во одредени пунктови ќе објасниме кога ќе дискутираме за одделните компоненти. Прво, кај проекцијата на бруто домашниот производ. Новите предпоставки за домашното и надворешното окружување како иницијалните услови, тука пред се мислам на остварувањата во 2018 година, кои што беа нешто подобри од нашите очекувања. Ние очекувавме раст 2,3, растот беше 2,7, значи имаме нешто поповолна стартна позиција. Во основа значат непроменетост на нашите среднорочни проекции за растот. Или тоа значи дека очекуваме натамошно постепено забрзување на растот во 2019 година од 3,5%, како и се уште очекуваме натамошно забрзување на 3,8% во 2020 година и 4% во годината која што следи потоа. Во поглед на структурата на растот, исто така не се направени некои позначајни промени. Се очекува домашната побарувачка да биде главен двигател на растот, а нето извозот се очекува да има негативен придонес.
Кои се двигателите на растот, доколку растот се анализира поделно по отделните компоненти. Во просек, во периодот на проекции, очекуваме извозната побарувачка и натаму да биде со најголем позитивен придонес кон растот, што е поврзано со активноста на странските извозни капацитети, влезот на нови компании и на тамошен раст на извозот на дел од традиционалните сектори. Значаен стимул врз растот очекуваме и од инвестициите, впрочем по падот во 2018 година, кој што изнесуваше некаде околу 7-8%, нашите сегашни оцени се за нивно постепено закрупнување во следните 2 години, подкрепено со јавните и странските инвестиции, но и со подобрите услови за инвестирање на домашните инвеститори. Позитивен придонес очекуваме и од личната потрошувачка при натамошен раст на расположливиот доход, растат платите, расте вработеноста, кредитната поддршка на секторот на домаќинства продолжува да биде солидна, како што е впрочем во повеќе години во изминатиот период, и дополнителен фактор да биде и зајакнатата доверба. На овој начин, со проекцијата на бруто домашниот производ, очекуваме продолжување на поволните трендови во структурата на растот на бруто домашниот производ, односно очекуваме раст на учеството на инвестициите, намалување на потрошувачката и мало подобрување кај нето извозот. Значи, и кај потрошувачката, да потенцирам, очекуваме раст, но динамиката на растот да биде нешто поспора од растот кај инвестициите, па оттаму да продолжи ова позитивно структурно учество на компонентите на бруто домашниот производ. Во однос на проекцијата на инфлацијата, исто генерално би можела да кажам дека не се направени некои поголеми промени. Ревидиравме надолу за 2019 год. Се извинувам. Меѓутоа, за натамошниот период ќе задржавме истите проекции. Причината за надолната корекција оваа година може да се лоцира во 2 пункта. Првиот пункт е пониски остварувања имаме со првиот квартал, значи остварувањето на инфлацијата во првиот квартал е пониско од нашите очекувања. Помали остварувања, помали инфлацијски притисоци се присутни речиси во сите сегменти, кај сите компоненти од инфлацијата, при што најизразени се надолните поместувања кај енергенсите, кај цените на енергенсите. И вториот пункт кој што придонесува за надолна ревизија на инфлацијата за оваа година се и најновите влезни предпоставки кои што ги користиме при проекција на инфлацијата, тоа е очекување за пад на цените на енергенсите наместо претходно очекуван раст на цените на енергенсите и нешто помал раст на цените на храната, значи повторно раст, но нешто помало тоа што ние го очекував. Токму поради ова правиме надолна ревизија на инфлацијата за оваа година од 0,5% поени. Во натамошниот период ги задржуваме предпоставките и очекувањата за натамошен, стабилен и умерен раст на цените од околу 2%. Ризиците за проектираната патека на инфлација главно се поврзани со неизвестноста околу увезените цени, особено на енергентите, каде што искуствено се гледа дека постои голема волатилност и променливост. Кај билансот на плаќање, значи во екстерниот сектор. Кај екстерниот сектор очекуваме одржување на поволните движења кај тековната сметка на среден рок, значи очекуваме умерен дефицит на тековната сметка, кој што впрочем е одлика и во изминативе години. Во изминатиот период присутен беше тренд на постепено намалување на дефицитот на тековната сметка, кој во 2018 година се намали на 0,3% од БДП. Во предстојниот период очекуваме умерено проширување на овој дефицит, но сепак тој да се задржи на умерено ниво од 1,3% од БДП. Ова е умерено ниво, потенцирам, бидејќи ако се вратиме наназад низ историјата, нашата економија била соочена со значително повисоки дефицити на тековната сметка. Причината за ова умерено проширување на дефицитот на среден рок се лоцира главно во 2 сегмента. Првото е умерено сколемување на дефицитот кај примарниот доход и помал суфицит на секундарниот доход. Кај трговското салдо очекуваме позитивниот тренд, кој што е присутен веќе подолго време да продолжи, но нема да биде во целост доволен за да може да ги компензира останатите фактори. Во однос на нашите октомвриски проекции очекуваме мало подобрување на тековната сметка. Кај финансиската сметка, платниот биланс е составен од 2 сегмента,
тековни приливи и капитални и финансиски приливи. Очекуваме дека тековната сметка, движењата во тековната сметка ќе бидат поволни. Слични се очекувањата и кај финансиската сметка да продолжат поволните трендови. Приливите во финансиската сметка во периодот на проекции ќе бидат доволни за покривање на дефицитот на тековната сметка и да обезбедат дополнителен раст на девизните резерви. Кога зборувам за приливи во финансиската сметка, пред се мислам на странските директни инвестиции и задлужувањето како на приватниот, така и на јавниот сектор. На овој начин, со овие приливи во тековната сметка и во финансиската сметка, очекуваме во текот на целиот период на проекции показателите за адекватноста на девизните резерви да останат во сигурна зона, а за нас показателите за девизните резерви се еден од клучните фактори кои што ја детерминираат позицијата на монетарната политика, односно просторот за спроведување на нејзин акомодативен карактер. Во однос на октомври, што значи ова? Во просек малку повисоки приливи, финансиски приливи и повисоко ниво на девизни резерви. Во однос на монетарниот сектор би стакнала дека во последниот период, минатата година, се гледа одредено забрзување на клучните монетарни агрегати, како на кредитите, така и на депозитите. Тој тренд на забрзување на овие агрегати продолжува и оваа година, заклучно со расположливите податоци со март. Не само што има забрзување кај овие агрегати, меѓутоа има и позитивни структурни поместувања, особено во сегментот на корпоративните кредити. Знаете дека подолг период наназад во голема мера растот на кредитите беше движен од секторот на домаќинства. Минатата година се видоа некои сигнали на поголем фокус кон корпоративниот сектор и оваа година расположливите податоци за првиот квартал упатуваат дека овие трендови, по поволни структурни трендови, продолжуваат. Генерално, ако ја гледаме минатата година во однос на нашите очекувања, депозитниот раст беше и нешто повисок од нашите очекувања, а кредитниот раст беше нешто понизок, иако тој забрза. Имајќи ги во предвид последните промени во иницијалните услови, а при оцени за стабилен амбиент и засилена економска активност во 2019 година, очекуваме депозитниот раст да биде сличен како и претходно, нешто малку повисок во линија со подобрите остварувања, а кај кредитниот раст очекуваме направена е мала надолна корекција во линија со досегашните остварувања, меѓутоа сепак ова се минимални корекции на очекуваните стапки за раст. Во основа очекуваме да продолжи процесот на финансиска интермедиација, кој што се согледува преку повеќе индикатори. Еден од тие индикатори е растот на учеството на кредитите во бруто домашниот производ, значи не само номинални стапки на раст на кредитите, туку и стапки кои што се повисоки од номиналниот раст на БДП и кои што значат на тамошно генерално подобрување на процесот на финансиска интермедиација. Резимирано, во периодот помеѓу двете проекции, при здрави економски основи и стабилни очекувања на економските субјекти, а нешто по поволни движења на клучните показатели за монетарната политика, Народната банка ја намали каматната стапка во 2 наврати, така што таа во моментот изнесува 2,25%, што е историски најниско ниво. Најновите проекции на Народната банка за следниот период ги вградуваат очекувањата за стабилен и предвидлив домашен контекст, домашен амбиент, на тамошен раст на извозот и засилување на јавниот инфраструктурен циклус. Тука би сакала да потенцирам дека овие се клучни претпоставки, многу значени за нашите проекции, доколку навистина не дојде до ревитализација на инвестициониот циклус, можни се и надолни ризици околу нашата проекција. Значи, евентуалното неостварување на дел од овие претпоставки или остварување на некои од ризиците може да предизвика отстапување од очекувањата, особено во сегментот на растот. Сепак има и позитивен ризик кој што не е вграден во нашите проекција, тоа е забрзување на процесот на евроатлантската интеграција, кој што може да значи дополнително забрзување на растот, забрзување во повеќе сегменти во нашата економија со генерално позитивни ефекти. Општо земено, последните макроекономски проекции укажуваат на здрави и солидни основи на домашната економија со потенцијал за солиден раст,
кој што би требало да биде поддржан и од солидна кредитна активност на банките, а при отсуство на инфлацијски притисоци и нерамнотежи во надворешната економија. Значи, резимирано, очекуваме дека оваа динамика на растот и оваа структура на растот не би требала да генерира со создавање на одредени нерамнотежи, било да се тоа инфлацијски притисоци или нерамнотежи во надворешниот сектор. Ние, како Народна банка, ќе продолжиме и во следниот период внимателно да ги следиме сите движења, како и промените во надворешното окружување, домашниот амбиент, во контекст на спроведување на монетарната политика и како и досега ќе реагираме соодветно. Ви благодарам